Кратки најави за денешниот дневник. Престижната награда Жива за најдобар словенски локалитет за Завод и музеј Охрид. Сред сезона на подготовка на зимници, пазарџиите со намалена заработка. Од полноќ поскапуваат горивата. Таеквондистките на Охридскиот клуб Хваранг ИТФ одлични на меѓународниот натпревар во Дубровник. Путин да не тестира ракети, туку да ја заврши војната во Украина, му порача Трамп на својот руски колега. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска во утринските и предпладневните часови имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а попладне постабилно ветровито и свежо време со максимална дневна температура до 14 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник умерено облачно, свежо и ветровито време. Утре длабок циклон над Северна Европа носи обилни врнежи од дожд со силни ветрови на британските острови, Северното море и Скандинавија. Уште еден изразен циклон е активен над Атлантикот, западно од Пиренејскиот полуостров, условувајќи обилни врнежи од дожд во тој регион. Помеѓу овие два системи, зона на висок притисок над Централна Европа обезбедува суви и стабилни услови во Западна и Централна Европа. Утре врнежи од дожд и нестабилност во Јадранскиот регион и делови од Централен Балкан. Поројни дождови во Грција и Источна Бугарија, а слаби врнежи се очекуваат во делови од Србија, Албанија и Македонија. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во попладневните часови врнежите постепено ќе престануваат и ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигнува брзина и до 50 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од 1 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 8 до 18 степени. Во Охрид во вторник во утринските и предпладневните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Попладне врнежите ќе престанат и ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак максималната дневна до 14 степени. Во Охрид во среда по студеното утро и температура од 2 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 14 степени. Во четврток и петок умерено облачно време со сончеви периоди и потопло. Утринската температура од 3 односно 5 степени, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 14 односно 16 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети.
Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница бај Промедикал офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид е годинешен добитник на престижната награда Жива за најдобар словенски локалитет. Ова признание, доделено од Форумот на словенските култури, представува најголемата награда што досега има добиено една музејска институција во Македонија. Охридскиот завод и музеј ја доби наградата во конкуренција од 150 музеи од 13 земји. Наградата Жива за најдобар словенски локалитет за 2025 година доделена на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид. Оваа престижна награда Охридскиот завод и музеј ја доби во конкуренција од 150 музеи од 13 земји. Наградата свечено му беше доделена на директорот магистар Горан Патчев на 11-тиот форум на словенски култури кој се одржа во Требиње, Босна и Херцеговина. Ова признание, доделено од Форумот на словенски култури, представува најголемата награда што досега ја има добиено една музејска институција во Македонија. Нашата институција по втор пат беше номинирана за најдобар музеј или најдобар словенски локалитет. Оваа година имавме таа среќа да ја добијаме најпрестижната награда. Со тоа сме многу горди. За нас е особено важно, бидејќи сме прв музеј во Македонија што ја добива оваа награда, иако во минатите години биле номинирани повеќе музеи од Македонија за оваа награда.
Жирито составено од 16 музејски експерти од различни словенски земји и Европската музејска академија во образложението зошто токму Завод и музеј Охрид ја добива наградата, наведува дека признанието е за напорите во заштитата и толкувањето на огромниот културен пејзаж околу езерото, кој представува единствен пример за интеракција помеѓу природата и човечката активност. Јас пред се благодарам до моите колеги, таа награда ја посветувам на сите нив. Тоа значи дека сме биле посветени на работата, дека сме на прав пат во однос на нашите обврски, за тоа како се заштитува културното наследство, промоцијата, популаризацијата на културното наследство на Охридскиот регион. Наградите Жива за најдобар словенски музеј и најдобар словенски локалитет всушност представуваат мрежа која обединува речиси 250 музеи и локалитети низ 13 словенски земји. Тоа е единствена културна платформа посветена на промовирање, на заштита, комуникација и општествената улога на словенските музеи и локалитети. Тоа што годинава наградата Завод и музеј ја донесе во Охрид, ќе отвори можности за поголема промоција и видливост на локалитетот во европски и во светски рамки. Наградата особено е значајна и за наша промоција идна во однос на развој на понудата во како една нова туристичка понуда, особено во развојот на културниот туризам. Таа мрежа која ги соединува сите словенски музеи во Европа, а особено од оваа година стартува и нова награда која се однесува на негување на словенската култура и надвор од словенските земји. Оваа година добија 4 музеи награда за промоција на словенската култура, и тоа 2 музеи од Италија, еден од Америка и еден од Унгарија. Што значи промоција не само во рамките на тие земји кои сме членки во таа мрежа, него и надвор од таа мрежа. На форумот на словенските култури оваа година се одржа конференцијата Одгласи на наследството и иднината на музеите, на која истакнати експерти говореа за иновациите и новите трендови, предизвиците и одговорностите што предстојат пред музеите, вклучувајќи дигитална трансформација, виртуелни изложби, вештачка интелигенција, одржливост и грижа за животната средина. Во рамките на конференцијата во Требиње се одржа и музејски саем на кој Националната установа Завод и музеј Охрид успешно го промовираше културното наследство на регионот. Се помалку се подготвува домашна зимница. Ако во минатото во есен секој двор мирисаше на топол ајвар, динамичниот живот комплетно ги промени нештата. Пазарџиите во Охрид се жалат, двојно им е намалена заработката. Исчезнува мирисот на зимницата. Се помалку домакинките подготвуваат домашен ајвар, лотеница, расол, туршија. Пазарџиите во Охрид велат, од година во година им се намалува потрошувачката. Постарите генерации купуваат помалку, оноку колку што може да сготват, а младите воопшто не подготвуваат зимница, купуваат индустријска или нарачуваат домашна. Секоја година се полоши. Нема криза, луѓе со плати мали, пензија мали. Наши години прави, млади готово има по маркети, одат, зимат. Има разликите голема. Тие старите си одат, младите не се тука, се разбегаат по светов и зато помалку. Се е запуштено полето. Нема ништо, ретко кој работи. Купуваат само во маркетите, кај нас послабо, пошто немаме никаква реклама. Мислат ова дека е маркет, не зна дека е пазар. Годинава е, мислам, послабо. Све е поскапено. А може да рече дека помалку сега помалку работат. И не знате да прават ако не му направат свекрвите или мајка им. Многу, тоа е нагло намалување. А и нема младеж. Младеж не влегува во пазарот. Ако во минатото во есен секој двор мирисаше на топол ајвар, динамичниот живот комплетно ги промени нештата. Направивме, ајвар, кетчап
туршија. Е така. Браво. И сега зедов пиперки полнети со зелка да направам. Не. Има 10 години, 13 не. Свежи пиперки немаме купено, 100 денари се килото, а не да купиме за зимница. Одавно не правиме, купуваме готово. Така да моментално таква е ситуација. Тешко за младите. Многу се устручени према маркетите на страна, на готовите јадења одат. Домашната зимница е повкусна и поевтина, велат постарите, а приготвувањето можност за дружба покрај огнот, но оваа традиција полека исчезнува. Теквондистите од Охридскиот клуб Хваранг ИТФ достоинствено го представија клубот и државава на меѓународниот надпревар Дубровник Оупен и докажаа дека можат рамноправно да се носат со врсничките од регионот. 2 златни и 2 бронзени медали освоија таеквондистите од Охридскиот клуб Хваранг ИТФ на меѓународниот надпревар Дубровник Оупен 2025 кој се одржа во Хрватска. На турнирот настапија над 700 надпреварувачи од 9 европски земји, домаќин од Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Бугарија, Полска, Австрија и Република Македонија. Боите на Охридскиот клуб под водство на Христијана Парулеска ги бранеа 5 млади надпреварувачки кои се надпреваруваа во дисциплината форми и покрај силната конкуренција тие постигнаа одличен успех, освојувајќи 2 злата и 2 бронзи. Со злато се закитија Теодора Тодороска и Христина Шибаковска во категорија јуниорки 16 до 17 години. Бронзени медали освоија Мија Танеска во категорија кадетки 12 до 13 години и Анастасија Чулческа јуниорки 16 до 17 години. Адријана Китановска, која настапи во категоријата девојчиња 10 до 11 години, беше сопрена во вториот круг. Овие резултати покажуваат дека нашите млади таленти одат по стапките на Христијана Парулеска и дека можеме да очекуваме уште поголеми успеси и на идни европски и светски првенства, вели Маријанчо Лазаревски, председател на Македонската традиционална таеквондо федерација. Синоќа нешто по полноќ во Струга, полициски службеници од одсекот за внатрешни работи Струга лишиле од слобода 44 годишно лице од Струга. Тој е затекнат со уште неколку лица при незаконит риболов во реката Црн Дрим, пошто се обидел да избега, но бил фатен. При тоа тој физички нападнал полициски службеници кои преземале службени дејствија, но бил совладан и приведен во полициска станица. За настанот е известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струга и по целосно документирање ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за 1 денар по литар, а цената на бензините се зголемува за половина денар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,88% во споредба на претходната пресметка. Новата малопродажна цена на Евросуперот БС-95 е 73,5 денари за литар. Евросуперот БС-98 ќе се продава за 75,5 денари за литар, Евродизелот БС за 68 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 67,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,010 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 36,057 денари. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!